Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Останува неизвестна иднината на алијанса на албанците во владата и по вчерашната средба на Мицковски и Таравари. Како што информираат од владата, средбата поминала во конструктивен дух. Разговорите продолжуваат и во текот на месецов. Премиерот Мицковски на средбата ги потврдил претходно изнесените позиции. И Таравари засител потврди дека имале конструктивен разговор кој треба да продолжи. Мицковски пред средбата најави дека алијанса има две опции. Арвен Таравари пак во Тетово изјави дека остануваат на одлуката донесена на претседателството на партијата. Во политиката ние комуницираме долго време. Како човек имам позитивно мислење за господинот Таравари, но во политиката образот е нешто што го имаш или го немаш. Тука нема флуидни варијанти. Или имаш, или немаш. Или држиш до зборот, или не држиш до зборот. Никого во животот не сум молил, нити па имам намера некого да молам. Со или без господинот Таравари, владата е стабилна, цврста, со големо мнозинство. Останува на него и на неговите сопартици да одлучат. Ке повторам. Дали ќе одиме заедно по патот на реформи, владење на право, борба за праведно општество, институции кои што ќе функционираат, или ќе се придружат и ќе коалицираат со оние политички сили кои што со години, би рекол неколку децении, ја криминализира и ја уништуваа државата. Изборот е нивен. Додјони, уне шо че влени сикур сервилосе да между куш мундоhet të jetë në qeveri. Në qoftë se është kusht ky, neve s'na pengon as pak hiç. Le të vazhdojnë, le të rrim, po duken keq prej përjashta dhe lejmë përshtypje shumë të keqe, për neve nuk ka asnjëfar problemi. Në qoftë se është ky kushti, me kënaqësi do ta pranojmë. Dodjoni, në moment që do vendosim, ose kur kryesia e partisë vendoset që të shkojë me PDI-n, as që kërkojmë në vend qeveria që duam të jemi pjesë e qeverisë, po tash për tash, kryesia e qeverisë ka vetëm një vendin, se dalim me listat tona të veçanta për këshilltar komunal. Трезвеност од политичките актери очекува претседателката Гордана Силјановска Давкова, особено потенцира да не се врши притисок врз судските власти, откако Али Ахмети најави протести, ако Бектеши биде осуден за пожарот во Кочани. Сите, па и господинот Ахмети, и други многу пати се повикувале на независноста на судската власт. Меѓутоа, ваквиот говор всушност значи притисок врз судската власт. Не сакам да давам оценка на квалификацијата, веројатно е момент на слабост или не сакам да речам момент на искреност, но верувам дека 30 години потоа, а особено и дуи 20 години потоа во власта, ние треба да го почитуваме начелото на поделба на власта и партиите треба да се држат настрана. Македонија во текот на вчерашниот ден со низа активности настани одбележа 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик. Најмокните пропаганди се тие кои удираат по идентитетските обележи. И неретко, ние како народ сме ги имале таквите удари. А болката е поголема кога тие доаѓаат од домашните луѓе, кои ваму или таму, поради разноразни лични или лукративни интереси, ќе оспорат или невнимателно ќе внесат сомнеш кон некоја историска вистина која нас не потврдува како народ и нација. Јазикот е нашиот беден и неспорен идентитет. И јас како премиер, претседател на владата, нема да отстапам од нашето цивилизацијско право да говориме на македонски, да се представувам на македонски, да се радуваме, тагуваме и да пееме на нашиот многувековен, ќе повторам, многувековен македонски јазик. Ребаланс на буџетот ќе има пред да бидат распишани локалните избори. Од владата се задоволни од економските резултати, очекуваат новите инвестиции да помогнат за надминување на проекциите.
Прво ребаланс на буџетот па распишување на избори. Владата најави прераспределба на парите крајот на јуни, почетокот на јули, поради општинските проекти кои треба да се реализираат со унгарскиот кредит. Станува збор за 245 милиони евра наменети за капитални инвестиции, за кои аплицирале сите 80 општини. За да можат да ги користат овие пари, ќе треба да се направи пренамена до јули и веднаш потоа ќе се распишат локалните избори. Логично е да има прераспределба во месецот кој што следи, поради импликацијата врз буџетските средства како резултат на проектите кои што ги поднесоа општините за финансирање од овој втор повик. Сепак се 15 милиарди денари. Зборувам основни буџетски средства, на тоа имаме и кофинансирање кое што вкупно вели 16 милиарди денари. Логично е за да се помине на ваква прераспределба, за да може потоа општините направат ребаланс во своите буџети, за да може потоа да распишат тендер, за да може да изберат изведувачи и да може да тргне реализацијата. Премиерот е задоволен од постигнатите бројки во првиот квартал годинава. Индустриското производство расте, инфлацијата стивнува. Се чека влез на нови странски инвестиции, кои ќе го подигнат растот и ќе ги надминат проекциите за БДП кои ги даваат меѓународните институции. Мицкоски денеска најави влез на 3 нови инвестиции, од кои 2 се во Штип, една во Скопје, како и проширување на постоечка компанија лоцирана во Штип. Најавивме нова инвестиција која што ќе се случи за 10 до 12 дена од денеска, неколку десетици милиони евра и повеќе од 200 вработени. Целосно ќе биде производството наменето за извоз на бела техника. Тука во Штип инвестициите за сега не би ги кажувал, но се надвор од, не се дел од, 2 од 3 не се дел од автомобилската индустрија, а третата е нормално дел од автомобилската индустрија и е проширување на постоечките. Премиерот вети дека почетокот на јули ќе се реализира и најавената инвестиција од половина милиарда евра од инвестицискиот фонд Алказар Енерджи. Ќе градат ветерен парк помеѓу Карбенци, Штип и Радовиш, а произведената електрична енергија ќе задоволува 1/4 од потребите за домаќинствата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Владините мерки за замрзнување на цените и ограничување на маржите на над 1000 производи заврши пред неколку дена. Надлежните од владата и Министерството за економија рекоа дека ќе следуваат и засилени инспекции и ќе спречат нагло поскапување. Поскапувањата се присутни сепак во маркетите. Почна поскапувањето во дел од маркетите. Купувачите ги дочекаа нови цени на рафтовите. Неголема разлика има кај хигиенските производи. Влажните марамчиња што до вчера се продаваа за 60, сега се 100 денари. Тоалетната хартија од 95 на 140, кетчапот што чинеше 50, од денеска надмина 60 денари, маслото за јадење од 89 на 92. Корекции на цените има и кај јајцата, млекото, сирењето, газираните и негазирани сокови, пастата за зъби. Универзитетскиот професор Зоран Ивановски вели ова е показател дека замрзнатите цени и маржи даваат само краткорочен резултат. Мерките се со лимитиран карактер и не можат да влијаат на елиминирање на порастот на цените. Особено што ние како пазарна економија треба да внимаваме сепак вакви административни мерки се можни единствено за одредени кратки периоди и на ограничен број на производи. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало пак велат дека маркетите не се виновни за новите цени и прстот го вперија кон производителите и дистрибутерите. Тоа е нагло поскапување на цените од увозниците и производителите. Ние како маркети само додаваме одредена маржа која што не е толку голема, која што има толку голема улога во разлика на цените во пазарот. Ние како ќе добиеме нови ценовници, ние мора да креираме цени. Ние не сме фактор за да можеме тоа ни да ги ограничиме возниците и производителите да не поскапување. Тоа е нивно право. Многу тешко е да се даде одговор кој е навистина крив. Јасно е дека и производителите ги имаат истите очекувања, инфлаторни очекувања и од тука фактички антиципираат инфлацијата и ги додаваат процентите на своите производи. Тешко е рационално да се утврди големината на маржата која би ги задоволила и трговците и секако производителите во однос на цените. Затоа што постои класична нееднаквост помеѓу
трговските оператори, зависи каде работат, кај се позиционирани, нели со својот бизнис и така натаму. Владините мерки за замрзнување на цените и ограничување на маржите на над 1000 производи заврши пред само 5 дена. Надлежните од владата и Министерството за економија рекоа дека ќе следат засилени инспекции и ќе спречат нагло поскапување. Колку заштедиле граѓаните додека мерките беа во сила, ќе се знае деновиве. Мартин Арсов, Сител телевизија.